вас кои што ни дојдовте од Општинското основно училиште Свети Климент Охридски, дечињата од целодневен продолжен престој, и ви посакувам да си поминете убаво со оваа наша новогодишна бајка. Новата 2020 година нека ви донесе многу успеси, многу награди, многу среќа и многу насмевки на вашите детски лица. Бидете побројни, бидете најубави и благословени. Среќна ви нова година, новогодишни и божикни празници. Уживајте и ќе ве замолам тишина. Прекрасно е, ама мораме да молчиме за да слушнеме. Договорено? Ве сакаме сите. Воспитувачките од детската градинка најмногу ве сакаат. И сите тетки, и сите дечиња. Добро? Дајте да слушаме внимателно. Ке ве молам, молчи. Mesečko slobodno
и добив многу писма и желби од вас. Но добив едно писмо чудно. Го читав цела ноги будно. Замислете, Снежана, Пепелашка, Петар Пан сакаат приказни со добри дела, за да ја претворат вештерката во самовила цела. Нивната желба се исполни. Приказни нови им носам јас, но нема да им ги дадам во овој час. Сакам со своји очи да видам и сакам да слушнам како лошата вештерка во добар лик ќе се преточи. Хајде, дечиња, како што новата приказна не учи, да видиме што ќе се случи. Хо-хо-хо!
Па каде си ти? Принц, Да. ако принц? Па мојот принц. Мене треба да ме разбуди мојот принц. Не сум јас твојот принц. Јас си го барам мојот Петар, да не го виде негде случајно. А, мислиш на оној малиот, зелениот, со зелената Да, тој? Не сум го видела. А и што би барал тој во мојата бајка? Ти изгледа нешто си залутала. Која бајка? Да, ова е бајката на заспаната убавица. Не сум јас залутала. Јас си го барам мојот Петар, ама изгледа веќе отишол кај лошата вештерка. Не, кај лошата вештерка, па таа е виновна што јас сум таква. Јас брзам. Ќе одам да си го најдам мојот Петар. Чекај, јас ќе дојдам со тебе. Нема повеќе да спијам. Ќе одам да си го барам мојот принц. Тогаш ајде да го барам и твојот принц и мојот Петар. Ајде. Здраво! А што правиш? Зошто ги фрлаш јаболките? Погледни, цела е жолка. Си го барам моето црвено јаболко. Ова не е убаво. Црвено јаболко бараш? Да, Ама моето Снежана, црвено јаболко. но зошто бараш црвено јаболко? Ка знаеш дека кога и со само еден гриз од црвеното јаболко ти ќе се отруеш. Ќе паднеш долу отруена. Ма како не разбираш? Мислиш дека јас сум глупава? Ако не го најдам, моето црвено јаболко, ако не го изгризам, како ќе паднам во безвест и како ќе дојде мене принцот да ме бакне? Моето црвено јаболко. Принцо? Каде е мојот принц? Принц? Да. Којот принц? Мојот принц? Мојот принц треба да дојде да ме бакне. Не, треба да дојде мојот принц и да ме разбуди. Ума ме разбира. Мојот принц треба да дојде мене да ме бакне. Не. Мојот принц треба да дојде мене. Девојки, престанете. Зошто се карате па секоја си имате свој принц? Ти си имаш твој принц, ти си имаш твој принц. Вие двете сте од две различни бајки. Погледни ја, па таа падна. А неа ниту добрив се ковам, неа ниту Ама добрив. Снежана, па зарем не ја познаваш? Па ова е Трнорушка од приказната заспаната убавица. И знаеш, кога принцот не е до неата малку по малку, легнува и заспива. Сега ми е јасно. Па таа си има свој принц. Па така, таа си има свој принц, а ти си имаш твој принц. А кутрата јас, што ќе правам? Ако не го најдам, моето црвено јаболко. Плачеш, Снежана. Моето црвено јаболко. Па не плачеш, зошто плачеш? Не плачеш. Како да не Ама наместо да седиш овде и да плачеш, најдобро би било да станеш, да треш да си го бараш тој твој принц. А каде да го барам? Ја знам. На вистина? Да. Хајде, одиме тогаш. Каде да го барам? А, смарното Тоа бараш? жена ми ние, само сме, го најди таа зелени и свежо. In a perfect storybook, the world is brave and good. I could rotate your head, sweet love will follow. But life's a different game, the sorrow and the pain. Only you can change your world. Спончице, мила моја, од каде ти овде? Еве, Белашка си го бара мојот Петар. Зар вие не сте заедно? Па точно е дека секогаш сме заедно, ама сега го нема и не можам да го најдам. Што бараат за тебе Снежана и Трнорушка? Тоа е долга приказна. Но, што ќе правиш ти овде со нас? Па јас тажна макијата и незините две керки ми го извалкаа мојот халски фустан, тажно јас. На вистина, Рада. Готоа, дојде добра да се мовила. И
Сакаше да ме претвори во плугава краница, дојде слугата од дворецот. И што се случи потоа? И потоа ја однесе добрата самовила и ми го остави ово волшебно ставче. Волшебно стапче. На вистина, тоа е она волшебно стапче. Но што ќе правиш ти со ова волшебно стапче кога немаш ниту принц, ниту кочија? Па ташна, јас не знам да го користам, што ли да правам со него? Тиквите ми ги претвара во краставици, а гловците во жаби. Ташна, јас што Немој ли да да плачеш. правам? Немој да плачеш. Немој да плачеш, ајде, двете, ајде да тргнеме, да ги бараме и вашите принцови и мојот принц. Оди, оди. Ниве со тоа стапче, немој нас да не претвориш во глувчиња. Зошто не си ги уништил принцовите? Зошто? Кога ти дадов толкова моќ? Ти реков да ги уништеше, да ме послушаше. Сега ќе беше познат. Најпозната целиот свет. Ама јас не сум лош, јас не можам да уништувам принцеви и бајки. Па што ќе прават децата без бајки? Доста! Што тебе или без тебе? Јас ќе ги уништам сите бајки. Ама зошто? Зошто ти се криви принцезите и принцевите? Па тие се толку заљубени и малите джуджиња и тие сакаат да живеат. Ти реков да молчиш. Доста ми е мене од сите бајки во твој, за се сум јас крива. Лошата вештерка, злобната вештерка. Од сега јас ќе владеам со бајките и сите ќе прават како што сакам јас. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ама тоа не е во ред. Што ќе прават децата без бајки? Ти реков да молчиш. Тебе ќе те истерам од бајките. И принцовите нема да постојат повеќе во бајките. Има сите да ги уништат. Не дозволувај, Петра! О, колку се многу досадни. Немој, Петар, не дозволувај, Петар. Не разбирам како може некој да ги сака. А ти, Мари, наместо да ги браниш принцовите, оди, доведи ми ги принцесите, па да завршам со нив. Немојте се, мамо, зашто принцезите? Немој! Оди, од сега јас ќе пишувам бајки. Мои бајки. Колку е страшно овде. Нема, Снежана, не плаши се, па сите сме заедно. Но јас се плашам. Јас не се плашам ни од мракот, ни од оваа густа шума. Сите стравови сум ги преживеала од лошата маќа и незините две керки. Ајде, дојдете, одиме заедно. Колку гледам овде јас. А да сте тргнале вие? Господар нова темна и густа шума, сега сите ќе виделам Волку, ти црвенкава ја бараш, Волку? Црвенкава? Па ти навистина си многу паметна. Јас ја барам мојата црвенкава. А каде е црвенкава? Волку, мислам дека ја земела лошата виштерка. Не. Мојата црвенкава никогаш не би отишла со оваа злобна вештерка. Ама Волку, мислам дека толку кога отишла до куќата на папичка и таму ја земела виштерка ти ја земала. Не, што да правам јас? Еј, знаете ли што? Се досети, може ли јас да дојдам со вас? Не. Ама, јас ги знам сите патеки низ оваа густа и темна шума. Можеме да ги ослободиме сите принцеви. Ве молам.
Ако ја земеш оваа тренорушка да ја носиш, Ќе ја земам, но треба да биме тивки. Хајде. Види, кој шетам из мојата шума? Што барате вие овде? Волку, немој да се шетуваш. По-добро би било да се смириш. Што бараш ти се принцесите? Твоето место не е сон. Ние дојдовме да ја ослободиме Црвенкава, а што си наумила ти вештерке? И каде е мојот Петар? А каде се нашите принцеви? Тишина! Што сте се развикале така? Сите сум ги заробила, а сега и вие ќе бидете мои гости. Нема да можеш. Нема да успееш. Сега јас тебе ќе те уништам, лоша вештерке. Заспана една, ти мене ќе ми се закануваш. Ти го нема принцот да те бакне, па ќе ми се закануваш. А ти мала, што бараш ти? Па јас си го барам мојот Петар. Да не е случајно при тебе? Оној малиот, лекачот, со зелена капа. Али со зелена капа. О, него нешто го нема кај мене. Тој сигурно се е загубил во густата шума. Но попусто се расправате вие. Јас секако ќе ги уништам сите бајки. Нема да можеш. Нема да успееш. Сега ќе видиш ти. Па добро вештерка. Па не можеш да бидеш најлоша вештерка на светот. Само кажи, каде се нашите принцеви? Тоа никогаш нема да ви го кажам. Штом се правите толку паметни, одете сами, најдете си ги. Пријатели, мислам дека има покриено во незиниот дворец, во незиниот замок. Кажи ти, пријателе мој, Цварчице, ја видов вештерката каде ги заробила принцевите. А за сега сум јас крив. па ти си крив, ти реков да не одиш со неа. Ние дојдовме да ја ослободиме Црвенкава, но вештерката не пресретна. Слушайте внимателно. Јас го знам патот до незиниот дворец. Тргнувате по мене. Ние дојдовме да го ослободим сите принцеви и сите сретни бајки. Децата тоа го сакаат вештерке.